Земјоделците од Полошко евидентираат најниска цена досега, со 9,5 денари од килограм, како што велат, се во загуба и не може да ги покријат трошоците. Сега пченицата е околу 10 или 9,5 денари, но не е проблем само трошоците за транспорт, тука се и додатни трошоци. Мелничарите кога ја мерат пченицата ти велат има влага, има ѓубре и таму ти намалуваат тежина и на крај ќе излезе дека пченицата ти е 9 денари. Пченицата е стратешки производ. Со закон треба да се заштитат земјоделците кои произведуваат пченица. Ако има трошок, државата треба да им го покрие. Требаше министерот за земјоделие Трајан Димковски да оствари средба со земјоделците и да ги праша каква е состојбата со производство на пченица, а нивните образложенија се дека има корона, а за митинзи немаше тогаш корона, истакна Националната федерација на фармери. Од Агенцијата за потик и развој на земјоделието подрачно деление Тетово велат дека цената на пченицата зависи од повеќе фактори, пред се од увозот на овој производ. Поради ваквата состојба, малку се намалени површините засадени со пченица. Житните култури секој пат се застапени на ова подрачје, затоа што самите земјоделски стопанства вршат ротација на културите, ако ова година им е пченка со граф или само пченка, наредната година житна култура. Може да се каже дека може да има некој благо опаѓање на бројот на површини што се засилуваат, но тоа не може да се каже дали е некој драстично или е тука некаде помало. Тоа е од наше некое скенирање по однос на оние земјоделски стопанства што ги посетуваме кога кажуваат дека напуштаат постепено по однос на тоа, затоа што се смета дека економски не е оправдано производството на пченицата од причина што цените остануваат, откупните цени тука ниски врз основа на она што тие го вложуваат како трошок и не се економски оправдани, но од реков традиционални причини, од причини што да ја сменат културата, треба да се определат за некоја поинтензивна култура, па за неа имаат проблеми по други ситуации. Нема младите малу се определуваат на земјоделието да се активираат, останува возрастното население да се бави со земјоделие, застарена механизација, сето тоа го оптеретува, го зголемува трошокот, а приходите се релевантно, ова тие се од година во година не може така да се испланираат, затоа што има влијание повеќе фактори, меѓу кои и климатските промени, сортната ситуација. Од Агенцијата за потик и развој на земјоделие истакна Петре Петрески, раководител на Агенцијата за потик и развој на земјоделие подрачно деление Тетово. Од Агенцијата за потик и развој на земјоделие апелираат земјоделците да го променат начинот на работа со примена на нови технологии и производство на поголеми површини. Само на тој начин ќе се покријат големите загуби, а ќе бидат и конкурентни надвор од земјата.